На секоја страна се забележуваат свежи букети цвеќе. Рестораните во овој период се преполни по повод славењето на 8 март, меѓународниот ден на жената. Но кој е неговото вистинско значење? Дали соодветно го прославуваме овој важен празник? Дали тетовци знаат зошто се слави 8 март? Од револуционерна гледна точка за Роза Луксембург, за правата на жените и тоа. А мислите дека е во ред тоа што жените денеска го слават по ресторани? Дека е соодветен начин? Мислам дека не. Не, немам ништо против, али не, тоа не е веќе символично. Символично е еден каранфил и све. 8 март. За жените, за учителите, за тоа се. Жената добила право. На што? На све. Сега и поиќе права има жените од мужите. Мислите дека соодветно се прославува 8 март? Па Бога ми да, на запад тоа е више забраена работа, овде кај нас уште, ама ако нека се слави. Знаем, ама друго се прави. Мислите дека не соодветно се прославува? Да, нека ни е среќено секој. Фала. 8 март се слави бидејќи е ден на жените. Што значи тоа? Тоа сега не знам што значи, ама знам дека се слават жените. Трговците го користат периодот за заработка, но велат народот нема пари, дури ни за цвеќе. Годинава слава многу. Рано и нема луѓе, нема. Слаб се биде празник. Тука сте заради празникот? Заради празникот сме овде. Слави за жена, ама пада нема народот. Тоа е, иначе добро е 8 март, ама нема пари, гледам. Слабо продажбата? 10 динара. 2 лева да остане, бечат бесат. Државниот завод за статистика нуди интересни податоци. Процентот на вработени жени во земјава изнесува 39,5%, а невработени 37,5%. Исто така, во руралните средини 22,4% од вработените жени се неплатени семејни работници, а во урбаните средини од вкупниот број вработени жени само 3,6% се работодавачи, што говори за нееднаквоста во општеството која се уште е застапена. Со одлука на Обединетите нации од 1975 година, на 8 март се одбележува борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност. Во ниту една западна земја не е прогласен за државен празник. Во земјава празникот има символичен статус.